Здраво Македонија, па здраво и цел свет и здраво на сите македонци кои што не гледаат нас секаде. Добре дојдовте во уште едно интересно издание на квизот Листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Нашите надпреварувачи се подготвени, па не би им го трошал повеќе времето. Би ги повикал традиционално домакините прво да зачекорат тука, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Павле и Чеде. Повелете. Павле, здраво. Здраво, Марко. Чеде, здраво. Здраво, Марко. Како сте? Добре. Расположени за игра? Расположен. Минатиот пат супер. Тргна работата, за жал нели во последниот дел каде што се парите. Не ни се погоди баш. Да, не се погоди баш темата нај, но сепак успеавме да дојдеме до 50 евра, што се вика да го исплатиме трошоците за патот до тука. Горивото. Од каде доаѓавте врачи? Од Тетово. Од Тетово. Така беше, викаме да не предпоставувам, пак да си прашам. Че е паметно. Денес имате нови противници, ќе треба нив да ги елиминирате доколку сакате нели повторно да одговарате за парична награда. Дали сме подготвени за сето тоа? Подготвени. Денеска сте домакини, верувам тоа порелаксирано е или нема никаква врска? Исто е, да. Ја реков дека кога ќе поминеш од таму тука си викаш ајде веќе победник сум и на моралот делува поинаку, но можеби и не. Како и да е, Павли Чеде, ви посакувам многу среќа, да не сакате вие да додадете нешто? Чеде, повели? Да, обично јас нешто додавам. Ама добра ми си нема потреба. Чеде сака. Што сака? Не, поздравивме минатата емисија, доста е сега. Без да стојавте. Ја поздравив супругата, ама сега да не се лигавиме сега. Да не биде цело време. Не требаше ни ова да го каже сега. Чути си едноставно и тоа е тоа. Како и да е, Павли Чеде, убаво се насмеавме. По навика, значи тоа за зашто се вика, значи треба да се поздрави некого. Така. А по поздравување беше Чеде, затоа Да. Се допадно. Целата реакција беше супер. Како и да е, момци, со среќа во продолжение, повелете ваше домакинската кабина. Хвала. А секако тука во нашето студио се и нивните противници. Без нив не може да се замисли издание на Листа за 300. Да ги поздравиме денешните предизвикувачи, а тоа се Борис и Жико. Борис, здраво. Здраво. Жико, здраво. Здраво, Жико. Како сте? Одлично. Жико, ако не се лажам, ти си прв пат во Листа за 300, така, Борис веќе си бил. Какво беше искуството минатиот пат? Па беше во август со братучето Тони. Аха, добро помина пат. 150 евра, тоа. Одлично што на пола сме биле, значи таман златна средина. Доволно за да те натера повторно да дојдеш. Зошто братучето овој пат не дојде? Едноставно не сакаше. Да, други обврски, други интереси во овој период од животот. Но затоа тука е Жико. Ке ни се представиш на кратко? Да, од Ченто сум. Геодет. Како геодет? Геодет сум, да. Супер, како е со геодетството, интересно ли е? Па, пред пензија. Се шета, пред пензија. Значи веќе ти е збоктизано, да не кажам, од се. Не. А сакаш да одиш во пензија или не, Жико? Не. Не, знави така е тоа. Обично поголемиот дел од луѓето кои ќе ги прашаш, знаеш, одма инстинктивно кажуваат да, како не, мислејќи ама има и луѓе како се ближи човек се повеќе до пензија, како да не сака нели да дојде тој ден, ама. Млад се чувствува уште. Не, Па, имам 33 години, ова, знаеш. Па, ја не би ти ни дал повеќе. Внукот Марко се вика. Да, колку години има Марко? Марко 89 така. Супер да е жив и здрав, одлично. Да. Знаете дека до името е темпераментот. Апсолутно. Да, сите Марковци што ги знам се малце темпераментни. Така. Супер, да е жив и здрав. Така и внуката ти ја поздравам, ова Петра. Така. Шубаво име Петра. И јас имам на другарка моја Киркичката Петра. Киркичката веќе не Киркичката, веќе има 18 години, ама секогаш ќе биде малечката Петра. Така е. Супер, Борис, да не потсетиш ти кој си, што си, од каде доаѓаш, чисто да Исто од потсетуваме. Ченто комши сме. Така, значи по Чентовска линија сме денеска. Чентовска линија. Супер. Мене ми е таа едно од побавите населби, имам таму другарчиња, доста одев порано многу често, сега нели со животот поретко, повеќе сме фокусирани на местото каде што живееме. Тоа е тоа. Борис и Жико, се надевам дека денеска сте расположени за игра. Да. Почнувате како предизвикувачи, да видиме до каде ќе стигнете. Ќе видиме. Како и да е, ќе ти биде прво супер искуство, ја ти гарантирам. Ајде да видиме, ќе видиме сапорт на борот. Така е. Повелете во предизвикувачката кабина.
Павли Чеде, односно Борис и Жико, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме дали си работат како што треба и потоа да си продолжиме со денешното издание на листа за 300 за таа цел. Ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Борис и Жико, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Ова важи посебно за Жико во продолжение. Ако имаме некакви технички проблеми, односно ова и за двајцата, да ми сугерирате веднаш, но ако нешто не е јасно и да ме прашате, дека тебе ти е прв пат Жико, затоа повеќе на тебе ти се обраќам. Тоа ми е многу важно. Не сакам да направиме несакана грешка поради некое мало недоразбирање. Сега ќе исклучиме кабината на предизвикувачите, а Павли Чеде, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Домакини, дали може да започнеме? Може. Супер, и ви благодарам. Ете, драги гледачи, кабините се исправни, сите се расположени и имаме зелено светло за старт. Да не должиме повеќе. Темата за денешната прва лицитација гласи: зборови кои завршуваат со буквите ЦИА, односно Ц и Ј А. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои завршуваат со буквите ЦИА. Се прифаќаат сите видови зборови како именки, глаголи, придавки, прилози, предлози и слично. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на компании, народи, кратенки и така натаму. Павли Чеде, дали не е јасна темата? Јасно. Нема врска колку букви е. Нема врска колку букви, само да завршува на ЦИА. Ција. Да. Тоа не е нација. Како да? Ција. Борис и Жико, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично, немаме ограничување со колку букви треба да се зборчињата, тоа е тоа, само треба на ЦИА да завршуваат. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи во таа улога се, како што кажа, Борис и Жико. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Борис и Жико, кога ќе имате понуда, кажете ни. Ајде 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 15. 15. 16. 16. 1 плюс. 17. 18. Едно повеќе 18. 1 плюс. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 1 плюс. 23. Нека одговорат. Да одговарат. Ајде да видиме, Борис и Жико, дали ќе се исплати оваа стратегија. Зборови кои што завршуваат со буквите ЦИА. Павли Чеде, јас ја слушав и тактиката, мислам, повторувањето на зборовите, како се договарате што. Баш ме интересира дали ги имаме 23 зборчиња. Можам да кажам дека ги имам многу во македонскиот јазик, но не смеам ништо повеќе да сугерирам, зашто нема да биде фер. Кога ќе бидете подготвени, слободно повелете. Агенција. Агенција. Така е. Акција. Акција. Така е. Алиментација. Алиментација. Така е. Авијација. Авијација. Точен одговор. Аукција. Аукција. Така е. Нација. Нација. Така е. Навигација. Навигација.
Така е. Рација. Рација. Точен одговор. Ротација. Ротација. Точен одговор. Полиција. Полиција. Така е. Денационализација. Денационализација. Пиши Д цртичка ција. Ти реков проблеми се не напред. Не можев да некој подолг збор. Намали фонд. Денационализација. Ли го изговорив од прва без да сгреши. Така е. Национализација. Национализација. Така е. Градација. Градација. Градација веќе 13 точен одговор, уште 10 ни требаат. Деменција. Деменција. Што кажа? Така е, точен одговор. Фикција. Фикција. Така е. Функција. Функција. Така е. Поларизација. Поларизација. Така е. Санација. Санација. Да. Санација е точен одговор, уште 5. Мистификација. Мистификација. Така е. Уште 4. Кауција. Кауција. Како кажавте ова, се гледа кој да е по Договорено, пиво. договорено. Овако. Кауција договорено беше и точен одговор. Уште 3. Лицитација. Лицитација, нешто што го правиме тука, нели секој издание на листа за 300. Така е. Валоризација. Валоризација. Така е. Корекција. Последното ќе биде корекција. И корекција е точен збор. Браво за Павле и Чеде. Ги поминавме дури полесно, што мислев кога ве слушав додека разговаравте во кабината, мислев дека малце повеќе ќе се помачите, дека застанавте, ама после го фативте некако редот, ви стана јасно шемата, ја фативте и протрчавте низ оваа тема. Бравосно, знаете дека не смеете многу да се опуштат, имам уште една лицитација за играње, во секој случај можете слободно да си прославите за освоениот поен. Борис и Живко, и Жико се извинувам. Добро одиграно, може би уште малце да надававме покрај, па ќе ги фатеме дали на време, дали на кикс некој, но вака сега првиот поен оди ке нив. Знаете дека ништо не е готово, имам уште една лицитација да се сконцентрираме на таа и да се покажеме во најдобро светло. Со среќа во продолжение не е ништо готово, се селиме на следното надавање. Но пред да започнеме со истото, за момент да прочитам дел од оние зборови кои што завршуваат со буквите ЦИА. Во нашиот јазик ги има повеќе од 500 вакви зборови. Па и веќе започнеме со абдикција, аберација, потоа автоматизација, адаптација, акумулација, амортизација, па ајде да одиме на вакцинација, варијација, вегетација, дезинфекција, дезинформација, декларација,
еволуција, екзекуција, ерекција, ерупција, потоа медитација, менструација, милиција, нација, кажавме добро, реакција, традиција и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Оваа лицитација ќе одлучи дали Павле Чеде ќе застана тука повторно со мене на главната сцена или Борис и Жико ќе бараат спас на пенали за целосен пресврт. Затоа, да не должам повеќе, темата за второто надавање гласи. Животни на 5 букви. Бараме имиња на животни од целиот свет кои во наша транскрипција имаат точно 5 букви, без обзир дали се во машки или женски род. Имињата можете да ги кажете само во еднина. Ги признаваме сите видови животни како цицачи, птици, водоземци, влекачи, риби, инсекти и така натаму. Павли Чеде, дали ни е јасна темата? Супер. Борис и Жико, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Значи можете сите буквално животни да ги набројувате, дури и раси на кучиња, ако ги знаете поединечно, само да се на 5 букви. Тоа не е единственото правило и исто така можете и мачките и женските имиња да ги кажувате на животното, секако ако се од 5 букви. Истите. Дека сме имале во некои ситуации каде што ако кажеш машки или женски род на истото животно, да не може да кажеш потоа повторно во другиот, но во оваа ситуација можете сите да ги набројувате. Павли Чеде, рековте дека ви е јасна темата. Марко, Вoli? например, може кучка да речеме, ако е женско? Куче, кучка или не? Па ако е женски род, тоа за истоименото животно, да. Добро, Што да не окей. може. Така е. Борис и Жико, јасно не се? Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Борис и Жико. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Борис и Жико, кога ќе имате понуда, споделете со нас. Ајде 5. 5. Започнуваме со 5. 10. 10. 15. 15. 15. 20. 20. 22. 22. 25. 25. 26. 26. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде, Борис и Жико, да не биде дека само за џабе сте дошле нели тука да седите. Ајде. Се шегувам, сепак одлучија Павли Чеде да ви дадат шанса на вас, самите ве да одлучите што се вели нели за вашата судбина. Многу драматично го кажав ова, далеко од судбина, но затоа како ќе течат понатаму работите со листа за 300. Имаме 26 празни полиња кои што треба да ги испишеме со имиња на животни на 5 букви во наша транскрипција. Кога ќе бидете подготвени, слободно Значи започнете. машки и женски род не е. Смее, така. Значи имаме Мрена. Мачка. Мачка. Мачка, прв точен одговор. Па и кучка. Па, кај е мачка, таму и кучка, да не им биде досадно. Така е. Свиња. Свиња. Фала што погледна во мене, Жико, кога го кажуваше зборот. Та не. Далеко та не, нема асоциација. Се зезам. Не. Прасе. Така е, свиња е точен одговор. Прасе. Така е. Вепар. Вепар. Аз мислам, вепар. Сега да погледнете во мене, вепар од Марче нешто. Така е, точен одговор. Петел. Петел. Така ме вика едно време, Петле ме вика по дома. Абе, Петле едно доста рипачно околу. И точен одговор. Сојка. Сојка. Така е. Скуша. Скуша. Така е. Мрена. Мрена. Одиме сега за рибчиња малце. Рибар или некој од вас двајца? Да, да. Да. Сокол. Сокол. Точен одговор. Тигар. Тигар.
Точен одговор. Мисир. Мисир. И мисир е точен одговор. Бивол. Бивол. Точно така. Галеп. Галеп. Точен одговор е Галеп. Гулап. Гулап. Така е. А може сега Петел и Петле? Не. Само момент, ајде да видам. Не, добро, кажам. Гледа, ако да, убаво ми сугерира тука, ако го има во нашиот речник како Петле, кај што проверуваме за податоци, одговорот ќе биде точен. Ајде, нека биде. Да биде. Ајде да видиме. И јас не знам искрено. Ќе мора да провериме сега заедно. Да, еве го, сепак Петле точен одговор. Ајде уште 10 ни фалат. Не, само 10. Нема тоа. Има уште доста, ајде. Мислете. Нема од сега од тука кој ќе излезете, купуваме албум Животинско царство, сликички и... Абе, собирав јас животинско царство Да. во внукот, ама... Ама кој да ги гледа сликите? Ја чоколадите ги јадам, ме гледа за сликите, да ти кажеш. Да, Тоа е. така. Чекај се. Мислете. Имате уште малце време за размислување, искористете го. Да, да. Мечка. Мечка. Таки, мечка е точен одговор. Крлеш. Крлеш. Да се најде за нешто и крлежот. Така е, точен одговор. Врана. Врана. Врана е точен одговор. Чавка. Чавка. Така е. Уште 6. Ослич. Ослич. Ама не да кажам. Кажете, Мирена, да. Ослич е точен одговор. Уште 5 на една рака ги броиме, ајде. Ама морам и да забрзаме, затоа што времето тече. Ке морам да почнам да бројам за кратко. Можете инсекти и риби, како што кажем, и животни.
Пчела, пчела. Пчела. Така е. Амеба. Амеба. Вака. Како прав организам, како прав животно, ќе го признаеме, иначе не се води како така, се води како едноклеточен организам, но сепак спаѓаме ги у првите животни кои што ја населиле нели планета, па ќе го земеме и како точен, за да не се љутат и останатите кои што гледаат. Точен одговор, но уште 3. А Жико и Борис ќе морам да почнам да бројам за некои 30 на секунди, затоа ќе мора да побрзаме. Многу ми е жално, морам да почнам да бројам. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ајде, 3, 2, 1. Борис и Жико, многу ми е жал, но времето ни истече. И жили комисијата, односно режијата, почна да ми реагираат. Времето беше истече и морав да почнам да бројам. Што, ете, изврши притисок и не можевме, нели, да ги кажеме последните 3 одговорчиња што ни остана. Многу ми е криво и непријатно дури кога мора да реагирам во ваква ситуација, затоа што не сегам некој пред самиот крај да му го земам задоволството, нели, за освоен поен, но што да правиме, правилата се тие што се. Борис и Жико, ова нека биде поттик за да покажете понатаму што знаете, подобро да поминеме. Денеска беше прво искуството за Жико, на Борис само второ, што значи имаме време да билдаме уште искуство. Се надевам дека ќе остане запаметено како добро искуство и дека ќе ве натера повторно да се вратите во листа за 300 за да го поправиме. Нема што да поправаме впечаток, супер си бевте него, туку да освоиме парична награда и да си забинеме со таква, како да кажам, сатисфакција на дома. А сега, за жал, Борис и Жико, морам да ви кажам чао. Павли Чеде, се исплатеше стратегијата, барем сега кога станува збор за животните. Ги има доста сега кога ќе ги прочитам, ќе биде и нив малце криво, затоа што ги знаат по големиот дел. А дали вие заглавивте или едноставно тактички така речите на 26 или... Имаше уште многу да се каже. Мислев, ја му реков на Павле до 30 да оди, некаде тука да не биде границата, ама... Што вели познатиот таце русиски, што да му мислаја ја, нека му ја мислаја он. Така, Павли Чеде, честитки за победата и денеска ќе се дружиме повторно тука на главната сцена, а пред да го сториме тоа да ги прочитам оние животни на 5 букви. Ги имаме тука Акита, потоа Атлас, тоа е бубачка, па бабун, басет, бивол, кажавме, бизон, болва, потоа варан, вижла, вошка, гибон, гргеч, гусак, гуска, дабар, потоа жабок, ждрал, желка, жерав, зајак, зебра, змија, ирвас, јагне, јарец, потоа кобра, корал, краба, крава, кучка, мамба, мечок, мисир, молец, пајак, панда и така натаму. Ги има многу, како што реков. За жал, Борис и Жико, барем денеска концентрацијата не ги послужи и не успеа да ги кажат оние 26 што ги побарувавме, но оставија супер впечаток и верувам дека тоа ќе ги поттикне да се вратат повторно тука во нашето студио за да го поправат, така кажано, се вкупниот впечаток, односно да си заменат тоа тука со парична награда. Но сега, луѓето во кои е вперен целиот фокус, барем сега на крајот на листа за 300, а тоа се Павле и Чеде. Повелете тука на главната сцена да видиме што ќе направите со темата од нашата листа. А ако сакате и вие, драги гледачи, да дознаете, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Павли Чеде ми се придружија повторно тука на главната сцена, по втор пат во овој циклус.
Да видиме сега што ќе направат. Минатата емисија успеа да се заменат со 50 евра. Сега имаме шанса за поправен, односно да го зголемиме финансиското конто. Но пред да го сториме истото, на брзина да прочитаме низ нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња кои треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заменуваат од тука со парична награда од 300 евра. А сега, спорт пратиме ли? Пратим. Пратиме? Пратим. Добра, ајде да видиме дали е така или убаво пратиме. Зависи како што спорт сега ни падна. Па ја мислам дека најпознатиот и најгледаниот спорт во светот. Фудбалот, значи. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Фудбалски репрезентации кои игра на последните 4 светски првенства, односно од 2010 до 2022 година. Кои, внимавајте, не се од Европа или Јужна Америка. Бараме имиња на фудбалски репрезентации кои игра на последните 4 светски првенства од 2010 до 2022 година, но кои не се од Европа или од Јужна Америка. Значи, се признаваат само репрезентациите од континентите Северна Америка, заедно со оној средишен дел, потоа Африка, Австралија и Азија. Америка, Мексико, Не губа тич време, веднаш. Бам, Со овие три ајде. ќе почне. Австралија една е таму, само да... Може. Може, ајде. Мексико, Мексико, 2014, 2018 и 2022 Соединетите година. американски држави, Така е, Соединетите американски држави учествувале 2014 и 2022, па претпоставам и 2010-та, уствари. Добро, како и да е. Точен одговор е и третото ќе биде Австралија. Австралија. Исто така редовно се зема учество на светски првенства, барем ја туку кој што пратам и секогаш ги заприметувам. И тоа ќе биде трет точен одговор за Павлич. Играше. Ајдемо сега. Честитки за освоените 50 евра. Костарика. Хондурас. Фала, Марче. Фала, Марче. Ние се концентрираме на Ако тоа. концентрирате се, тоа е важно. После Средна ќе се Америка честитаме. можеше, нели? Да. Не може Костарика, Хондурас и Панама. Сигурен си за Панама? Да. Костарика, јас сум сигурен, добро. Хондурас. Сигурен си? Да, последните колку? 4 беа. 3, 4. Да, 4. И кој и Панама. Кој беа таму? Кој може да Куба тоа нема играно таму. Салвадор тоа нема играно, Никарагва нема играно, Гватемала нема играно. Костарика Јамајка сигурен сум. 98, задниото им беше нема играно Јамајка, Тринидад и Тобаго исто беше. Може и да беше 2010-та Тринидад и Тобаго, но не сум сигурен сега дали беше 2010-та. Остави овие се. С Костарика сум сигурен, Хондурас сигурен си? Да. И Панама. Или сакаш да идемо на Африка, Азија, прво па да се вратиме. И на Африка како може и Да, и Африка има Тунис, Мароко, Алжир, Египет, Египет. Нигерија, Камерун, Того, Ангола. Чекай си. Неколку Ајде вака се застави. Може би да си ова. Ајде. Да и со Костарика. Ај Северна Африка ќе ја фатимо прво. Не, Не, Костарика. само да кажам, добро ви оди, брат. Може би да го оставам Костарика, таблетот, да, очигледно Костарика. знаете темава. Костарика. Кај? Сигурно. Со афрички ред веќе кажа. Ајде Коста-Рика. Коста-Рика. Ајде. Како четврти одговор, Нигерија. редовно си настапува на светски првенства, барем во овие што ги бараме. Точен одговор, Мароко. Мароко. Точно така, да имам тука 2018 и 2022, знам сигурно дека настапува. Не знам за Полуфинале играше 2010-та. на последното. Така, Да, и и точен Алжир. одговор и Алжир. Алжир 2014-та, не знам да само тогаш имаат учество земено. Барем така според мене тука што сум изгледал. Како и да е, точен одговор. Тоа сам да кажам за 100 евра честитки за Павличеде. Што правиме за прва? Гана, Египет и Нигерија. Точно бели дресови беа задниве светски првенства. На последново играше Гана. Ама не било 2010-та, значи Гана, Нигерија сигурно и Египет. Чекај, последново првенство кај се играше. 2022. 18-та беше Русија, 14-та е Бразил, 2010-та Не беше 2006-та беше. ајде Тунис ќе кажам. Ајде, Тунис. Ајде Тунис. Тунис. Си за Тунис? Да.
Тунис 2018-2022 година има земено учество, со што е и точен одговор. Ајде Сенегал. Сенегал. Истите години како и Тунис има настапувано. 2018-2022 и точен одговор. Ја ти викам Гана е. Гана. 100%. И Гана, не кажа? Да, Гана. Можемо да идемо и на пасивно. Гана. Гана. Готово, пресече. Чеде, Гана е одговорот и можевте да земете пари, ама многу ми е жал. Гана, грешка си, брат. Те се за днес. Требаше Гана точно така. 2014-2022 Да. учествувале на светско првенство, што значи точен одговор за 150 евра. Честитки. Јапан сигурно. Саудиска Арабија, Катар и Јапонија. Ајде, кажи двамата. Измешам. Саудиска Арабија, Саудиска Арабија. Можам веднаш да кажам дека ова е точен одговор. 2018-2022 година учесници на светско првенство. Задниот домаќини беа. Да. Да, бе, у Катар се Аржентина одржи. го освои Катар. Да. Саудиска Арабија, 10 точен одговор. Катар, Катар, домаќинот. точно така. И Иран може. Иран. Чекај, Јапан. Катар 2022. Како што рековме домаќини, што значи и точен одговор. И за 200 евра. Јапонија. Јапонија. Да, и они игра редовно. И сега идемо. Иран и Јужна Кореја. Јапонија, точно така, на секое светско првенство ја гледаме. Точен одговор. Рус. Ете така. Јужна Кореја игра редовно. Јужна Кореја, Иран и се смислил 200 евра, бе. Најчестито. О, се заборави. Да. И Египет го немамо кажем. Салах играше. Да, да. Египет, Иран, Јужна Кореја, Иран и Египет. Ајде, подојде ми до 500, ако можеме. Уште новото вело. Се кој продолжуваме? Ајде Иран. 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 Ајде, Иран. Иран. Да. И имам тука 2014, 18, 2022, предпоставам и 2010. Редовни учесници, барем ја од тоа што се сеќавам, секоја сум ги гледал, што значи точен одговор, веќе 13 за вас двајцата. Потоа, Јужна Кореја Јужна Кореја, и тие редовно. и они се редовни, да. Египет. Чеки, на Олимпијада настапија под заедничко име една година со Северна Кореја или на некој фудбалско така беше? На Олимпијада беше, да. Да, да, да. Ми се измеша работите. Едно светско беше кај нив, ама тоа беше 2006 2002, Јапонија, Кореја. Да, да. 2002. Јапонија, Кореја. Така, така, точно. Хубави времиња. Јужна Кореја, 14 точен одговор и кој ќе биде последниот за 300 евра? Египет. Со Египет одиме до 300 евра. Учесници во 2018 година, што значи точен одговор. Чеди Павле, честитки за освоените 300 евра денеска, односно максималниот учинок кој што го дадовте и го добивте, нели? Немам што друго да кажам, освен дека дојдовме до крајот, ќе се дружиме и во следното издание на нашиот квиз. До тогаш трошете си ги парите, останете ми вие во добро здравје, уживајте си во животот. Поздрав, Домче. Фала. И се гледаме, нели, наредна недела. Тоа е. Во наредно издание на листа за 300, извини. Договорено. А пред да продолжиме понатаму, односно да се одјавам, драги гледачи, да ги прочитам уште дел од оние репрезентации кои што ми остана, ќе пробам да ги издвоам затоа што Чеде и Павле кажа Сенегал, Камерун остана. 15 кажа, а 21 се севкупно, што значи треба да ги најдам оние 6, како што рековте, Камерун, под Сенегал, да. Нигерија, мислам дека не кажавме, под брегот на слоновата коска, ЈАР, Јужноафриканска република, Нов Зеланд, Ти реков Нов Зеланд. Северна Кореја и Канада. Мислам дека тие се земјите кои што немавме потреба да ги кажеме. Да. Уште еднаш честитки, а драги гледачи, дојдовме до самиот крај на денешното издание на квизот Листа за 300. Се надевам дека уживавте во денешниот квиз како што уживав и јас. Последното издание повторно ќе ги видиме денешните победници, односно и денешните домаќини кои што ќе се заминат сега со 300 евра. Како ќе поминат наредниот пат, останува сите заедно да видиме. Затоа останете со програмата на телевизија Сител, чекајте го следното издание на нашиот квиз и никако не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао.